Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Расте потребата од образовни асистенти во училиштата. Амфора и Завод и музеј успешно го реализираа проектот културно-историски знаменитости во Охридското езеро. Се проширува листата на производи со ограничена маржа. Владата доцни со мерките за справување со енергетската криза, вели професор Константин Димитров. Поевтинува дизелот. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид времето претежно сончево со појава на локална облачност, но ветровито и свежо со измерени максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе биде ветровито и посвежо со дополнителен пат на температурите. Утре над најголем дел од Европа времето претежно сончево со локална облачност, но студено со невообичаено ниски дневни температури, услови за врнежи од дожд над дел од Велика Британија и на крајниот исток од Европа. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и студено со невообичаено ниски температури, максималните дневни од 12 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток студено утро со пат на утринските температури, ќе бидат во интервал од 1 до 11 степени. Во текот на денот сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и студено со дневни температури под повеќегодишниот просек за овој период од месец септември. Максималните дневни во земјава утре ќе достигнат од 13 до 21 степен Целзиусов. И во Охрид во четврток студено утро. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо, минималната 6, дневната 16. Во петок и сабота студено утро со утринска температура од 5 односно 4 степени, во текот на денот сончево и потопло со дневна температура од 18 односно 21 степен Целзиусов. Во недела претежно сончево, ќе има локална облачност, а максималната дневна температура ќе достигне 22 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Градот ти се случува секој ден, со сите своји предности и недостатоци. Сликај ги, снеми ги, испрати ги на ТВМ. Да ги направиме повидливи, добрите, позитивните, корисните, креативните примери во заедницата. Лоцирај ги, сликај ги, покажи ги, сите проблеми, лоши практики и однесување. Затоа што ти си твојот град.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Расте потребата од образовни асистенти во училиштата. Охридските училишта добиле образовни асистенти, но не сите според потребите. Стручниот кадар за потребите на основците го ангажира ресурсниот центар од Битола, а за средните училишта се вклучува и локалната самоуправа. Некои основни школи се уште чекаат образовни асистенти. Тие се распределуваат од ресурсниот центар Кочо Рацин од Битола за децата кои поседуваат комисиска проценка за нивната функционалност. По 20 на изминати денови од почетокот на школската година некои школи добиле онолку асистенти колку што побарале, а некои не. Во основното училиште Христо Узунов има еден образовен асистент, а се чека на одобрение за уште 8 на стручни лица, информира директорката Марина Ѓорѓовска. Наставата се одвива со потешкоти, а во меѓувреме се ангажира училишната стручна служба. Дефектологот, психологот и педагогот работат со учениците со посебни потреби и покрај нивниот ангажман со останатите ученици. Нови 8 ученици кои се со целосна документација им е потребно, целосно пратење или асистенти за да можат децата да следат редовно наставата. Исто така тие дечиња да се згрижени од асистентите за да можат наставниците со другите ученици да обавуваат наставата според планот и програмата. Во основните училишта од година во година расте потребата од образовни асистенти. Ситуацијата налага да се вработуваат стручни лица кои ќе работат со овие деца во образовниот систем. Нажалост, можам да кажам дека се повеќе секоја година се зголемува бројот на дечиња со посебни потреби и дека треба ние да им излеземе во сусрет на овие дечиња, но можам да кажам една работа, дека наставниците кои се во настава не се стручни да го надминат тоа со тие дечиња и затоа треба во училиштата да се превземат мерки за примање на стручни лица за работа со вакви дечиња. Во основното училиште Григор Прличев се ангажирани двајца образовни асистенти во второ оделение, а за прво оделение се очекува да им биде распределен уште еден асистент. Тројца асистенти се распределени и во основното училиште Братство Единство за учениците кои имаат МКФ проценка за функционалност на децата. Информираа дека добиле образовни асистенти колку што побарале, иако напоменуваат дека има потреба од поголем број образовни асистенти за работа со децата со посебни потреби, но немаат стручна проценка за нивната функционалност. Охридската локална самоуправа дава поддршка за потребите на овие деца од оваа учебна година. Финансира 10 образовни асистенти за 3 средни школи и основното училиште Свети Климент Охридски. Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора од Охрид во соработка со Завод и музеј успешно го реализираа проектот Културно-историски знаменитости во Охридското езеро. Во музејот на вода е поставена информативна табла каде што се со скенирање на QR код туристите ќе можат да го погледнат видеото и да се запознаат со подводното културно наследство во Охридското езеро. На прикажаното видео може да се погледнат подводниот археолошки локалитет Плоча Миќовград, покрај населбата во близина на локалитетот на 18 метри длабочина. Поединечни наоди на цели и фрагментирани покривки, лаконски тип на тегули кои како градежен материјал се употребувале во периодот од 6 век пред новата ера, па се до 7 век од нашата ера како и складишни садови, питоси на 5,34 и 45 метри длабочина, кои според карактеристиките датирани се во периодот на доцната антика, 5 и 6 век од новата ера. Проектот е финансиран од Општина Охрид и Оделението за туризам и локален економски развој. А Музејот на вода во заливот на Коските кај градиште, најпосетуваниот локалитет во Охрид, нема кустос. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Лјупчо Јаневски упати јавна критика откако ја увидел состојбата при лична посета на локалитетот и присуствувал на слика каде посетителите сами на себе се препуштени да се сликаат и читаат оскудни информации. Веднаш да се ангажира лице кој ќе ја раскажува историјата на наколната населба и животот во тоа време со артефактите во музеот. Порача Јаневски и праша зашто им се наплаќа билет на посетителите.
Директорката на научната установа Завод и музеј од Охрид Катерина Ристеска-Велковска вели дека на локалитетите Залив на Коските и Самуилова тврдина има табла со QR код кој можат посетителите со смарт телефоните да го скенираат и да добијат информации за локалитетот. Тоа е современа техника и многу светски музеи ја користат истата пракса на информирање на посетителите, посочува директорката. Единствениот кустос во научната установа Завод и музеј работи во куќата на Робевци. Потребата од кустоси е постојана, бидејќи динамиката на предизвиците со кои се соочуваме во заштитата и промоцијата на културното наследство во Охрид се зголемува од ден на ден, вели Ристеска-Велковска, и установата планира да вработи такви лица. Меморандум за соработка подпиша специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан и Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Со овој меморандум го отвараме патот за итната соработка во повеќе сфери, која за своја крајна цел има подобрување на квалитетот на услугите кон заедницата во служба на здравјето на граѓаните, а на Универзитетот во служба на образовната дејност. Се отвора можност за воспоставување едукативна и научна соработка, како и соработка во користење на модерни трендови на информатичко-комуникацијските технологии во здравството, велат од кардиолошкиот завод. Од болницата очекуваат ваквата соработка да резултира со побрза и полесна достапност на новините во медицината до јавноста и промоција на здрави животни навики и здравствена грижа преку координирани интернет кампањи. Заемната соработка ќе овозможи како крајна цел побрзи, поефикасни и поквалитетни услуги, како и поефективна и полесна меѓусебна комуникација и комуникација со јавноста, посочуваат од специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања. А владата прави анализи на пазарот за проширување на листата на производи со ограничена маржа во трговијата. Економскиот тим на владата е во постојан контакт со сите засегнати страни и во тој контекст, како што и претходно беше најавено, ќе има проширена листа на производи по завршување на потребните анализи на пазарот, рече денеска владиниот портпарол Мухамед Хоџа во одговор на новинарско прашање кога ќе се прошири листата на производи со ограничена маржа. Ограничувањето на маржите на основните прехранбени производи да важи до крајот на годината, одлучи владата на вчерашната седница, постапувајќи по предлог на Министерството за економија. Таква одлука е донесена затоа што состојбата на пазарот укажува дека цените не се стабилизирани. Мерката за ограничување на маржите требаше да важи до крај на септември, но со новата одлука е продолжена за уште 3 месеци. Владата ја ограничи трговската маржа на основните прехранбени производи во трговијата на големо и мало. Таа важи за белиот леб, шеќерот, како и за рафинираното сончогледово масло и е во висина од 5% во трговијата на големо и до 5% во трговијата на мало. За брашно од пченица, макарони, македонски белорис, трајно кравје млеко и за јајца од кокошка е утврдено трговска маржа во висина од 10%. Повеќекратно зголемените сметки за електрична енергија причина за голем дел од хотелите на Охридско-Струшкото крајбрижје да стават клуч на врата пред почетокот на грејната сезона. Од хотелската асоциација алармираат. Велат, потребна е итна помош од државата за зачувување на работните места во хотелскиот сектор. Голем дел од хотелите на брегот на Охридското езеро пред грејната сезона ќе стават клуч на врата. Од хотелската асоциација велат штедат максимално, но сметките за електрична енергија на отворениот пазар се 10-кратно зголемени. Од хотам велат потребна е итна помош од државата за да се задржат вработените. Има огромни трошкови и ќе мора нешто да се действува, да се добие некаква помош од страна на државата каде барем вработените ќе останат на своите работни места, ќе се добиваат придонеси за нив во државата. Поради компликации во обезбедување на дозволи, само мал дел од хотелите имаат инсталирано фотоволтаични системи. Потребно е поедноставување на постапката за подобрување на енергетската ефикасност. На една рака се бројат колку имаат поставено. Документацијата за истите малце е потешка. Се мешаат некои работи во издавањето на истава документација која барана, значи бараат да хотелот бил 50 метри од обала, да може да добие градежна дозвола, се работи за хотели кои се градени пред 50 години на Охридско-Струшкава ривиера.
Енормните сметки за струја се голем удар врз хотелскиот сектор, кој се уште не е закрепнат од корона кризата. Од Хотам велат, владата мора да изнајде начин за облажување на последиците и зачувување на работните места во туризмот. Енергетската криза веќе е тука, но Македонија со справувањето доцни цела една година, велат експертите. Објаснуваат дека со години наназад Македонија увезува 30% од електричната енергија и потребно е многу порано да го пополниме тој недостаток. Граѓаните од ова што веќе го прават досега за штедење на електрична енергија не ни може повеќе да направат, вели професор Константин Димитров од Центарот за енергетска ефикасност на Македонија. Енергетската криза веќе одамна е тука и со сета сила удира по граѓаните и стопанството во Македонија. Тоа уште од минатата година се почувствува, само што ние како држава не презедовме сериозни мерки за да ги намалиме последиците од поскапувањето на основните енергенци од кои се произведува електричната енергија, вели универзитетскиот професор Константин Димитров при Центарот за енергетска ефикасност на Македонија. Не обезбедивме услови за нормална работа на нашите постројки за производство на електрична енергија, например, не е обезбедено гориво за термоелектраните во Македонија кои се базата за производство на електрична енергија, објаснува Димитров. Поточно, не се вади доволно количество јаглен да може да работат трите блока на рек Битола како што е проектирано. Не е обезбеден ни мазут за термоцентралата во Неготино, која ниту еден ден не беше ставена во работни услови цели 5 до 6 години, подлече Димитров. И тоа не е единствениот пропуст. Не сме обезбедили доволно гориво за хидроцентралите. Киришат какво гориво? Кај ни водата е гориво, затоа што неразумно, нерационално, пред 2 години, кога беа полни хидропотенцијалот, имаше доволно количество, еднократно се потроши за да се постигнат определени политички поени, дека електростопанството работи разумно, не само што произведа, туку дори продава електрична енергија. Што се случи? Ја продадоа за никакви пари, за веднашка после тоа есента да мораме да купуваме со 5-6 пати поскапо недостатокот на електрична енергија. Експертите децидни, капацитетот со кој располагаме не е доволен да одржи нормално потребно производство на електрична енергија. Тука е и дополнителниот проблем со така нареченото ноќно продавање на електрична енергија, примерот на Албанија, за кој Димитров вели дека е неморално. Тоа не е мистифицирано, се е јавно и транспарентно, само е неморално. Тоа е законски оправдано. Електростопанство, вика, објавувам дека сакам да продадам ноќни вишоци кој ќе даде најмногу пари. Му се јавува еден, вика, еве, давам 300 евра по тие колку се. Во исто време он ги продава во Албанија за 500 евра. Се си е легално, има тендер, си е продадено. Нема морал за тоа. Наместо што ја продаваат таму, зашто не ја свртат кон потрошувачите стопански во Македонија? Граѓаните од ова веќе што го прават досега за штедење за електрична енергија не ни може повеќе да направат, вели професор Димитров. Нема домаќинство кое што потрошувачот кој што е бойлерот електричен не го вклучува после 10 сат на ефтина тарифа. Не штеди енергија, него финансиски се обидува да се заштити. Сите што имаат перењалишта, сите после 10 сеат. За да финансиски. Па некој ако е побогат, па има машина за мијење садови и таа ќе ја пушти тогаш. Не можеш да го исклучиш ладилникот, фрижидерот. Тој работи како некој ќе му текне, како му треба да обезбеди. И тие се големите поја. Или готвење, зависи рерната, ригла, што ќе се. Тие се некои поголеми, освен тоа е кај нормалните потрошувачи. Сите вака работат. Повеќе да заштедат нема теорија. И поставувањето на сончевите колектори за производство на електрична енергија нема да оди лесно, објаснува Димитров. Потребни се детални пресметки за тоа колку и дали ви се потребни и дали ќе успеете да ги вратите средствата инвестирани за 10 до 12 години. Лага е ако некој ви каже дека за 4 години ќе ги вратите средствата за инсталација на сончеви колектори. Иднината не е воопшто розева, објаснува Димитров. До година кризата ќе продолжи и ќе се продлабочи уште повеќе, а тоа согласно анализите правени на ниво на Европска Унија. Дизелот од полноќ поевтинува за 2 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 2,5 денари, одлучи денес Регулаторната комисија за енергетика. Цените на бензините и на мазутот остануваат исти.
Согласно најновата одлука, дизелот ќе се продава по цена од 90 денари за литар, а екстра лесното масло за домакинство за 86 денари за литар. Цената на Евросупер БС-95 останува 84,5 денари за литар. Евросупер БС-98 ќе се продава по цена од 80 денари за литар, а мазутот за 50,3 денари за килограм. Во продолжение вестите од светот. Рускиот председател Владимир Путин денес ја нареди првата мобилизација во Русија по Втората светска војна и го предупреди Западот дека Москва ќе одговори со моќта на својот огромен воен арсенал, доколку продолжи со, како што рече, нуклеарната уцена, пренесува Reuters. Рускиот председател изјави дека Западот сака да ја уништи Русија, но дека Русија има помодерно оружје од она на НАТО. Путин ги поддржа денес распишаните референдуми во 4 украински региони и ги обвини западните земји дека не се задоволни со мирно решение на украинскиот конфликт и затоа на Киев му е наредено да ги прекине преговорите. Во телевизиско обраќање до јавноста, тој рече дека Москва ќе ја поддржи одлуката која ја донесоа граѓаните на регионите Донбас, Запоружје и Херсон на референдумите. Во денешното телевизиско обраќање до нацијата Путин објави дека дал инструкции за изедначување и на правниот статус на доброволците во воената операција во Украина и борците во Донбас со руските војници. Пренесе ТАС. Директните летови од Москва пак до Истанбул во Турција и Ереван во Ерменија, двете дестинации до кои русите може да стигнат без виза, се распродадени денес, според податоците на Aviasales. Некои рути со попатни станици, вклучително и они од Москва до Тбилиси, исто така беа недостапни, додека најефтините летови од главниот руски град до Дубај чинат повеќе од 300.000 рубли или $5.000, 5 пати повеќе од просечната месечна плата. Жените демонстранти се во првите редови на ескалацијата на протестите во Иран и ги палат хиджабите откако жена умре во притвор, откако полицијата за морал ја приведе поради кршење на законите за носење хиджаб. Демонстрациите продолжуваат 5 последователни дена и допираат до неколку градови. Махса Амини почина во болница во петокот откако помина 3 дена во кома. Иранската полиција за морал ја уопси господјата Амини за не носење хиджаб минатата недела, бидејќи демонстрантите велат дека таа го прекршила законот со кој бара жените да покриваат косата со хиджаб или жамија, а рацете и нозете со широка облека. Падна во кома набрзо откако колабирала во еден притворен центар. Се верува дека најмалку 11 деца загинаа при напад врз училиште од страна на воената хунта на Мијанмар во петокот, пишуваат денес локалните медиуми. Очевидци изјавија дека најмалку 20 други ученици се здобиле со повреди при нападот, некои од нив посериозни повреди откако 2 хеликоптери пукале врз училиште во градот Табаин. УНИЦЕФ повика на итно и безбедно ослободување на 15 деца кои отишле на училиште, а сега не се знае каде се. Во соопштението се додава дека училиштата мора да бидат безбедни. Војската извршила воздушен напад во Табаин, верувајќи од училиштето се користи за засолниште на милитантни екстремисти, како што пишува весникот Диравади, цитирајќи го Министерството за информации на воената хунта. Јапонец се самозапалил во протест против државниот погреб на поранешниот премиер Шинзо Абе кој беше убиен во јули. Стотици странски функционери се очекува да пристигнат на погребот на 27 септември. Утро во очевидци повикаа полиција откако забележале маш во пламен во близина на канцеларијата на премиерот во Токио. Полицајците го изгаснале пожарот и го однеле мажот кој се уште бил свесен во болница, објавија локалните медиуми. Не се знае степенот на неговите повреди и неговата моментална состојба. Јапонските медиуми јавуваат дека станува збор за постар човек на околу 70 години возраст. Владата допрва ќе го коментира случајот, но противењето на јавноста за одржување на државниот погреб се интензивираше во последните месеци, при што анкетите покажаа дека мнозинството гласачи не се задоволни од поскапувањето. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.